Од крајот на октомври Ѓорче Петров ќе добие нова современа општинска власт. Општинска власт која што ќе се грижи за граѓаните, ќе се грижи за урбанизмот и нема како актуелната да биде синоним за расипништво и не планско работење со општинските средства и со тоа што се очекувања на граѓаните. Денес заедно со колегата Стојановски, со представниците на Општинскиот комитет од Ѓорче Петров, ќе разговараме со родители и наставници, кои што се загрижени за општиот хаос кој што ги има во образованието. Ќе разговараме за проблемите кои што ги има со урбаното планирање, проблемите кои што ги има со катастрофалните состојби во животната средина во општина Ѓорче Петров. Општина Ѓорче Петров е уште една од општините во Македонија каде што катастрофалното владење на градоначалник од редовите на СДСМ ги има влошено состојбите во живот, не се прави ништо да се инвестира во јавните работи, во животната средина, во парковите, во зеленилот и во сите тие работи кои што им се потребни на граѓаните, урбанизмот меѓу другото кои што им се потребни на граѓаните да има понормален стандард на живење. Дали има некој прашање? Може набор темата? Да. Имам неколку прашања. Зоран Заев најави покачување на даноците. Кој е ставот на ВМРО да помага? Треба да гледаме актуелните трендови во нашата економија. Илјадници наши граѓани заради оваа криза имаат изгубено работни места. Не се превземени соодветни мерки за да се заштитат работните места на граѓаните. Гледаме најава од Народната банка за зголемена инфлација, за покачување на цените на производите, за покачување на цените на енергенсите. И тоа веќе почнуваме и да го чувствуваме. Во период кога бизнис секторот е оптоварен со катастрофални економски политики, во период кога граѓаните живеат се потешко и потешко, најмалку логичен чекор е да има зголемување на даноците. Во рамките на собраниските дискусии како пратеници често алармираме дека има најави за вакви трендови. Многу често јавно од представниците на СДСМ беше кажувано дека нема да се случи такво нешто, дури од нивна страна бевме информирани дека има намалување на даноците. За сега да видиме дека продолжува тој тренд на антипазарна и антиделовна политика на оваа влада. Факт е дека во последните 4 години сме сведоци за катастрофални економски политики, иако да ги подсетиме на граѓаните, секоја година се најавува дека ќе биде таа економска година. А граѓаните дома најдобро чувствуваат дали живеат поквалитетно, дали имаат повеќе средства и какви се состојбите со економијата. Треба да имаме економски политики кои што ќе бидат насочени кон стимулирање на предприемништвото и истовремено обезбедување повисок стандард за граѓаните. Ваква една мерка, која што ќе значи покачување на даноците, ќе биде обратно од тоа што му е потребен и на бизнисот и на граѓаните. Актуелно е новите реформи во образованието на Мила Царовска. Ваш коментар? Во врска со образовните реформи, гледаме дека се води една политика на радикализам. Радикални политики и промени во образованието, кои што се осмислени од страна на еден министер, кој што ниту по своето професионално, ниту по своето образовно искуство знае што му треба на образованието. И ајде да не биде дека тоа е само политички став. Да погледнеме што се случува во последните недели. Родители протестираат. Наставниците се загрижени, универзитетските професори се загрижени, учениците се загрижени. МАНУ излегува со изјави, универзитетската заедница излегува со изјави дека овие се катастрофални реформи во образованието. А не треба ни подалеку да погледне министерката тоа што кажуваат неизини претходници од неизината политичка партија во Министерството за образование. Најдоброто нешто што може да му се случи на македонското образование во овој момент е оставка на министерката Царовска и оставка на тој веројатно еден мал тим околу нејзе, кој што не води во погрешна насока, кој што сака да го редефинира нашиот однос према нашите деца, према нашата нација, према тоа што сме ние како македонци. Така да, ова е политика која што е радикална, ова е политика која што е анационална и ова е политика која што ќе доведе до дополнителен хаос кој што ова исто раководство веќе го создаде. Јас само сакам да ги потсетам нашите граѓани во однос на ова прашање. Министерката Царовска создаде хаос во ресорот труд и социјала. Министерката Царовска како вице-премиер за економски прашања еден од виновниците за оваа катастрофална економска состојба и сега продолжи да го сее тој хаос и во ресорот образование. Очигледно се работи за поединец кој што мисли дека е компетентен за се,
а во праксата ни покажува дека за ништо не е компетентен. Американска агенција излезе дека во Македонија се кријат починати ковид пациенти. Кој е вашиот став за тоа? А сите сме загрижени за состојбите во здравството. Веројатно, прв кој што треба да даде одговор на ова прашање се здравствените власти. Но факт е дека по најголем број од индикаторите кои што ги имаме за мерење на респонзивноста на државните институции во однос на оваа ковид криза, смртноста, бројот на заразени случаи, ние сме постојано рангирани не на ниво на Европа, туку веројатно и на глобално ниво сме меѓу последните земји. Така да ова е само еден дополнителен доказ дека имаме многу слабо менаџирање во делот на здравствената криза и ги повикувам институциите и да ги истражат дополнително и овие наоди кои што ги имаат ваква релевантна институција. Ваш став за Европската унија? Мораме да се подсетиме дека како што секоја година се ветуваше економска година од страна на владата и во последната кампања на последните парламентарни избори, примарно ветување беше сериозен напредок во делот на евроинтеграциите. Сега гледаме не напредок, ние имаме постојано назадување. Факт е дека барањето кое што го имаме од страна на нашиот сосед Бугарија е надвор од рамките на едно нормално европско политичко дејствување. Но истовремено да погледнеме како функционира бугарскиот систем на политичко владење. Таму гледате дека имате влада која што вели ние нема да излеземе надвор од рамките на позициите воспоставени од страна на собранието. А од друга страна во Македонија имаме неколку луѓе кои што преговараат, а ние како пратеници во собранието не сме информирани за што се случува. На Македонија подитно и се потребни црвени линии по однос на тоа што се преговара со Бугарија, бидејќи очигледно надвор од еден мал круг на луѓе никој не знае што се случува таму, а истовремено ако ние сакаме да европеизираме нашата држава, наместо секојдневно да сме сведоци на огромен број на скандали во правосудството, огромен број на скандали поврзани со високата корупција, ниту една суштинска промена во делот на реформа на правосудство, во делот на реформа на јавната администрација, да го направиме фокусот кон внатрешни реформи. Тоа е нешто што недостасува и тоа е една од причините и еден од објективните фактори зашто Македонија, ако ја гледате по критериуми кои што се мерат од релевантни меѓународни организации, во овој момент назаднува во процесот на европска интеграција во делот на реформите, наместо да напредува како што се ветува. И во таа смисла, јас би го афирмирал уште еднаш ставот, дека ова е влада која што вети засилена европска интеграција и засилен економски развој. Назадуваме во делот на европската интеграција, а во делот на економијата секој кој што работи во бизнис, секој наш граѓанин чувствува колку се полоши состојбите од ден за ден. А бидејќи сме во Ѓорче, се знае ли кој ќе му се спротистави на Александар Нумовски на локални? Во овој момент се уште не е познат кандидатот. Верувам дека има многу квалитетни кадри кои што се од редовите на ВМРО ДПМН и кои што ги споделуваат вредностите на ВМРО ДПМН, во кој што сум сигурен дека кој да биде од тие кадри крајниот избор на партијата, на органите на партијата, со сигурност ќе го победи овој градоначелник кој што, како што спомнав и на почетокот на мојата изјава, е синоним за неквалитетно работење, е синоним за негрижа, така да оваа општина од месец октомври ќе биде во сигурни раце и ќе биде во раце на градоначелник или градоначалничка кој што ќе се движи за сигурен развој во интерес на граѓаните.